Сите активности кои што сум ги имал во животот, можете да отидете на мојот LinkedIn профил и точно ќе видите каде сум работел, од која година сум работел, до која година сум работел, која фирма сум основал, каква улога сум имал во таа фирма и кога сум искочил од таа фирма. Јас сум човек кој што транспарентно пријавил во анкетниот лист се што поседува. Секој функционер е должен се она што го има стекнато во текот на својот живот да го пријави во својот анкетен лист, исто како што јас сум го направил тоа. Сите оние кои што тоа не го направиле во законскиот рок, треба да бидат санкционирани согласно со закон и согласно со процедурите и законите врз основа на кои што работи Државната комисија за спречување со корупција. Ова се хронолошки изјавите во низа на премиерот Ковачевски, дадени во контекст на случајот за неговата поранешна компанија Pixel Group, во која беше косопственик со неговиот кум Горан Паунов. По укажувањето на премиерот Ковачевски, А1 ја разгледа неговата работна биографија на социјалната мрежа LinkedIn и страницата на влада. Официјални информации за работниот век на Ковачевски постојат и на други компании каде своевремено бил дел од нив, како на пример Универзитетот Американ Коледж, каде е објавено и неговото CV. Во последните негови работни позиции пред да стане заменик министер за финансии, покрај коосновач на Pixel Group, пишува и дека тој е член на управниот одбор на Институтот за истражување и развој Протинг од Скопје, здружение кое е непознато во јавноста. Како што пишува на нивниот сајт, визијата и мисијата на Протинг е да биде фактор за општествен развој преку проекти кои ќе дадат поголем придонес во нов општествен напредок на земјата. Како членови на управниот одбор се наведени 5 професори и доктори на науки, но не и Ковачевски. Во потрагата да дознаеме повеќе за Протинг, подетални информации побаравме и на бизнис мрежата и во Централниот регистар. Во овие документи, името на Димитар Ковачевски се појавува како еден од сопствениците, заедно со професорката на Филозофскиот факултет Наташа Богоевска и Страхиња Трпевски, професор на Архитектонскиот факултет и прв председател на Комората на овластени архитекти и овластени инженери. Како овластено лице е запишано името на Горан Бошков. Здруженијето Протинг, пред речиси година и половина, основа и нов правен субјект, Друштво за проектирање, инженеринг, консалтинг и трговија, група Југ до Скопје. Како негов собственик се појавува Институтот Протинг, а како управител на компанијата повторно е заведено лицето Горан Бошков. Но ниту здруженијето, ниту компанијата не фигурираат во анкетниот лист пријавен од Ковачевски до антикорупцијска, а оваа институција веќе го проверува имотот на премиерот, дали поседува каков било дополнителен имот кој не го пријавил. За откритијата на А1 во антикорупцијска немаа никакви сознанија. Ево ова ќе ви го предочам на вас. Доколку се потврди вашето укажување, што ние секако ќе го провериме и ви благодарам нели на информацијата што споделувате со нас, доколку се потврди, ние од наша страна може да тоа да го обелодениме и да кажеме дека ќе се сноси некоја прекршочна ќе му издадеме прекршочен платен налог, меѓутоа понатаму ќе го доставиме до институции кои што имаат истражни центри кои што можеби подлабоко ќе навлезат ако е проценат дека постои некаков ризик тука. А1 ги провери адресите на кои се регистрирани здруженијето и компанијата. Седиштето на Институтот Протинг се наоѓа во зграда во строгиот центар на градот за Стопанска комора, во стан сопственост на лицето Горан Бошков. Задзвонивме, но никој не ни отвори. Ја посетивме улицата 1616, која се наоѓа во новиот развиен кварт во скопската населба Аеродром. Токму на оваа улица е регистрирано и седиштето на компанијата Група Југ. Во потрака по компанијата, А1 зазвони на еден од домофоните, но ниту овде никој не ни отвори. Според имотниот лист во Агенцијата за катастар, објектот е во сопственост на Тони и Милица Чокузовски. Според информации на А1, Чокузовски е вработен во општина Аеродром уште од времето на градоначалникот Ивица Коневски, како раководител на одделението за инспекцијски работи. Уште пред 2 недели, А1 официјално се обрати до владата барајќи интервју со премиерот Ковачевски на 2 теми: за објавените истражувања поврзани со компанијата на неговиот кум во која претходно беа сосопственици Pixel Group и за доставениот анкетен лист до антикорупцијска. Но молкот е единствениот одговор кој го добивме.